Добар ден на сите. После долго време еве снимам уште една епизода од мојот подкаст. Мислам дека 6 месеци не сум снимала нова епизода и еве се јавувам да продолжам со снимањето на епизодите, но и да најавам една новост која ќе биде популарна во следниот период, а тоа е дека организирам една зборувачка работилница која ќе се одржи онлайн преку Zoom платформата и сите се добре дојдени кои го зборуваат први македонскиот јазик, кои сакаат да го зборуваат македонскиот јазик и кои сакаат да го подобрат своето зборување на македонскиот јазик или мислат дека тешко зборуваат или имат потешкоти. Значи сите се добре дојдени. Во описот на оваа епизода секако дека ќе оставам линк на кој можеш и ти да се пријавиш ако сакаш. Преку линкот на формата која ќе оставам ќе го напишеш твоето име и твојата мејл адреса и кога ќе ти испратам линк на истиот можеш да се приклучиш. Не чини ништо, значи не се плаќа. Концептот на работилница е осмислен така да сите се собереме на едно место и малку зборуваме на македонски, некој повеќе, некој помалку, но да го зборуваме јазикот и со конкретни вежби да ти помогнам ако имаш потешкоти што уште денеска да ти дадам совет што уште денеска можеш да примениш, веднаш да го подобриш твоето зборување на македонскиот јазик. А сега да зборувам малку на темата која ја определив за оваа епизода, а тоа е која е твојата цел во врска со македонскиот јазик. Во животот, каде и да тргнеме, мораме да знаеме која ни е целта. Дури кога работиме едноставна работа, тоа го работиме со некоја цел, нели? Кога одиме во продавница да купиме леп, знаеме која ни е целта, купувањето на леп. Сега давам еден обичен пример, но нели така функционира се во животот. Но ако не знаеме која ни е целта, па и во текот на денот само ќе лутаме од едно место на друго и ќе се чувствуваме дека сме изгубени. Ако немаме цел кон која се стремиме и цел која сакаме да стигнеме, едноставно нема да стигнеме таму. Така е. Но да се вратиме на македонскиот јазик. Доколку го слушаш овој подкаст, ти сигурно имаш некоја цел во врска со македонскиот јазик. Можеби целта ти е да научиш да го зборуваш јазикот покрај останатите јазици кои ги зборуваш. Познавам многу луѓе кои освен македонскиот зборуваат и други славенски јазици или други латински јазици и така натаму. Моите ученици обично се луѓе кои зборуваат барем 3 јазика. Тоа се луѓе кои зборуваат неколку јазика и сакаат уште во својата колекција да го додадат и македонскиот јазик. Можеби пак ти го учиш македонскиот јазик на факултет. Некои од моите ученици студираат некој словенски јазик и литература и тоа е многу чест пример македонскиот јазик тука да биде застапен. Секој кој студира некој јазик на факултет во словенските земји, барем еден од јазиците кои студентите се должни да го изберат е еден словенски јазик, па токму некој од нив го бираат македонскиот јазик. Тие ученици, студенти сакаат подобро да го зборуваат македонскиот јазик. Сакаат правилно да ги акцентираат зборовите, тоа го имам забележано како еден голем предизвик, но мојот совет тука е да се сите вие кои сакате подобро да го зборувате јазикот, да не се многу оптеретувате околу акцентот, бидејќи тоа е големо оптоварување, а мислам дека прво е она што треба да имаме една течност во зборувањето, а потоа ќе се, да кажем, занимаваме со акцентот. Уште
студенти има и ученици кои сакаат да го зборуваат македонски јазик, некои од нив сакаат да ги научат граматичките правила од таа клас. Едноставно тако е личноста. Сака да ја знае точно граматиката, во кое време, во која форма се зборува јазик. Можеби твојата цел во врска со македонскиот јазик е убаво да го зборуваш, бидејќи сакаш да оствариш комуникација со изворните говорници, например со мене или со некои други говорници на изворниот јазик. Некој можеби си се неодамно преселила во Македонија, па мојата претпоставка е дека сакаш убаво да се вклопиш во друштвото. А ако твојата цел е подобро зборување на македонскиот јазик, со цел на остварување подобра комуникација со локалните жители, се наоѓаш на вистинското место. Можеби твојата цел во врска со македонскиот јазик е наоѓање работа во Македонија. Но за да најдеш работа, потребно е убаво да го зборуваш јазикот. Кога ќе отидеш на интервју, убаво да се представиш и да знаеш за што се зборува, да знаеш да одговориш на прашањата. Сака, уште еднаш да ти кажам дека ако твојата цел е една од овие кои што ги наброја претходниве, во врска со македонскиот јазик, се наоѓаш на вистинското место. Но она што исто сакам да го нагласам тука е дека без разлика која е твојата цел во врска со македонскиот јазик, ти знаеш најдобро зошто го учиш. Донеси одлука уште денес дали сакаш заедно да работиме на јазикот. Освен пријавата која спомна на почетокот, имам уште една можност да ако сакаш да се пријавиш на првата бесплатна консултација, каде на бесплатната консултација ќе се запознаеме и ќе откриеме што најмногу те мачи во врска со македонскиот јазик. Можеш да ми кажеш што во моментот ти представува најголем предизвик кога македонскиот јазик е во прашање. Но и ако одлучиш дека учењето на македонскиот јазик моментално во животот не ти е приоритет и тоа е во ред, и тоа е одлука, и тоа е сосема во ред. Секако дека во меѓувреме можеш да го слушаш мојот подкаст. До сега има 30 епизоди, ова е 31-та. И ќе продолжам натаму да снимам овие епизоди и истите се бесплатни и достапни на YouTube, на Spotify и можеш да го искористиш слободното време за слушање на истите. Како и да е, доколку сакаш да се запознаеме и видиш како можам да ти помогнам, во моментот се актуелни две работи, значи првата бесплатна консултација која можеш да ја закажеш преку линкот кој се наоѓа во оваа епизода и бесплатната зборувачка работилница за која што зборував на почетокот на оваа епизода, која ќе се одржи во јануари, во втората половина на јануари преку Zoom и потвално е бесплатна. Во описот на линкот оставам форма која можеш да ја пополниш или ако имаш некое прашање. Многу се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.